Производството со сливи стои на нивите, овоштарите од Радовишко на протести. Повторно го блокираа патот кон Струмица, револтирани што интервентните мерки на државата не дадоа резултати. На терен и понатаму нема откуп во Радовишко, а добар дел од производството веќе им скапува во овоштарниците. Побара од државата директно да бидат обештетени по 5 денари за килограм, во просек за 30 тони по хектар. Владата веќе има предвидено во својата програма 3 денари по килограм за предаден килограм сливи и 2 денари за откупувачите на сливи, значи тоа се 5 денари. Во случај кога немате откуп, кога немате кантарни белешки, значи нема ниту за откупувачите, нема ниту за производителите на слива. Тоа значи дека тие 5 денари, иако се предвидени во буџетот, иако ги имаат како средства за исплата, нема да бидат исплатени. Ние бареме тие 5 денари да се исплатат на производителите на слива, барем да си покријат дел од трошоците кои ги имаат по земјоделските аптеки. Овоштарите велат дека годинава родот е далеку поголем и поквалитетен, но за жал нема каде да го пласираат. Смета дека годинашнава состојба со немањето откуп ќе ги натера да ги копачат сливите, а не да пристапат кон подигање нови насади. До година нема шанси да ги обработам, нема шанси, оставам ја само така. У загуба сам јас од нив. Јас сака и децата да ги врзам тука, да не ми бегат. Затоа и поседих. И ова ќе трае и повеќе години, гледам, прибијајќи немаме откупни центри, немаме производствени капацитети за да може да се складира таа слива и да се преработува, и мисля и сливарството веќе ќе за. Во Неготино има доста ајле. Има луѓе со доста ајле плантажи. Со по 10-15 хектар, со 1 хектар, 2 хектара има. Ја имам 1 хектар. Ама џабе го има, џабе се мачиш. Цела година ќе работиш да на крајот да не ти го земат. Владата донесе одлука на производителите да им додели дополнителни 3 денари доколку сливите ги предадат во преработувачки капацитети, а за стимулација на откупот доделија 2 денари за откупувачите. Во земјава има околу 2800 производители на сливи, од кои добар дел се од Радовишко, кои најавуваат и порадикални мерки. Одгледувачите на сливи од Радовишкиот регион денеска го блокираа патниот правец Радовиш Струмица во време траење од 1 час. Доколку државата не има одговори на нивните барања, тие за утре најавуваат блокада на овој патен правец во време траење од 3 часа.